Ние продолжуваме со интензитетот на утрински брифинг карактеристичен за овие периоди негдека до 10 па и потоа се разбира. Со мене во студиото се моите колеги Љубиша Николовски. Љубиша, добро утро. Добро утро. Ретко те гледаме на екраните во последно време и баш ни недостасуваш. Да на гледачите. И колегата Дејан Србиновски, добро утро. Дејан, темата е да кажем оваа домашно меѓународна политичка сцена, бидејќи некако со Отворен Балкан се поклопија настаните во Битола и така натаму. Дејан, ти по сила на работите во својство на известувач за Слободен печат и за вебсајтот и за вестникот, беше и во Охрид 2 дена за овој Отворен Балкан, а потоа ги покри протестите, бидејќи рековме ајде кога се враќате веќе кон Скопје преку Ресец заминете да видиме како ќе бидат протестите. Какви се впечатоците од собирот во Охрид Open Balkan? Па точно, да. Сашо, бевме 2 дена со репортерската екипа, со колегите го покривавме овој важен настан за Македонија и за регионот. Впечатоците се на завидно ниво, што од организаторски во моментот на домаќин владата која беше на Република Северна Македонија, меѓутоа и на репортерските екипи кои известуваа за овој настан, па се до делегациите кои ги пратеа високите челници, лидери кои го имаа завршниот збор. Само уште малку од атмосферата. Голем настан, многу луѓе, секако, Сашо, да. Бидејќи високо ниво, неколку председатели, премиери, председателите, премиерите на околните држави и на оние кои беа како само гости, со себе носеа голем број на соработници, кои од економијата, кои инфраструктура и така натаму, кои сериозно пред се пристапија на оваа иницијатива. Од она што успев да поразговарам со некои од колегите, меѓутоа и направив разговор со дел од стопанските комори, представниците од стопанските комори, впечатокот, информациите кои што ги добивме е тоа дека во наредниот период сериозно се размислува да се имплементираат сите оние работи кои што вчера беа подпишани на главниот ден, меѓутоа и што се разговара меѓу земјите. Љубиша, тргна Open Balkan како една идеја која што се разбира беше дочекана веднаш на прва дека се работи за политичка идеја за да Србија, Вучич и така натаму се наметне и така натаму. Се најавија низа проекти, тие беа повеќе на хартија, да кажем, како коалиции, добри идеи и така натаму. Сега веќе почнува на тој коски малку и месо да се става, иако впечатоците се дека ќе има уште многу работа за таа иницијатива стварно да стане open, бидејќи се уште е па и во зародише таа, постои една година. Каков ти е твојот впечаток после таа? Ја имам генерално добар впечаток за Отворен Балкан и генерално морам да кажам дека моје мнение е дека во последниот период Македонија како никогаш досега не била толку добро меѓународно и регионално етаблирана. Почнувајќи од Брисел, од земјите членки на Европската унија, Соединетите американски држави и земјите во регионот освен Бугарија. Отворен Балкан е нешто што не е цефта, не е берлински преговор, може би на многумина им сличи, меѓутоа е изворна иницијатива на земјите од Балканот. И тоа е добра оставштина на оние што го иницира овој Отворен Балкан. Се разбира, ние не сме научени нешто да трае, сакаме веднаш и одма да стане, не знам, да биде поранешна Југославија или некоја конфедерација во која е вклучена и Албанија, е процес кој што после многу недоразбирање меѓу овие земји, меѓу Албанија и Србија, меѓу Македонија и Србија, знаете колку имаше недоразбирање за банални работи, како да се одважија лидерите на овие 3 земји, да ги заборават конфликтите и да формираат нешто што ќе биде во интерес и на државите и на граѓаните. Мора да се согласиме дека тоа е малку резултат и на, како да кажеме, и на персонално добрите односи помеѓу Еди Рама, Зоран Заев и Вучич. Ја знам дека парадоксално во целата оваа долгогодишна, неколку децениска, оваа цела калварија која се случува на Балканот, меѓу Еди Рама и Вучич навистина постои добра енергија. Заев е веќе пензиониран, па оние да речеме во таа игра, но духот на тоа како ја пополни улогата, да кажем, на премиер Ковачевски? Одлично е улогата која што му прилега, беше и како домаќин. Точно така, беше и домаќин,
нели покрај оној протоколарниот дел на самитот кој што бе изнесени нашите ставови во однос на отворен Балкан, така тоа автохтона иницијатива на земјите од регионот, започната токму од пријателството кое што се роди меѓу Вучич, Еди Рама, но и Зоран Заев, поранешниот премиер. Сите индикации, сите информации и оние контакти кои што ги оствараа се можеше да се увиди дека пријателската основа на лидерите може да Добро, допринесе. де факто што значи сега тоа за Црна Гора? Бидејќи таму Успеав и Сашо и со црногорскиот премиер Дритан Абазовиќ да остварам некој краток разговор. Во моментов Црна Гора покрај тоа нели што е поддржува иницијатива е во плани размислување за скорешно приклучување. Независно што Црна Гора веќе ги има отпочнато преговорите за членство во Европската унија. Па тој се однесува и на Србија. Точно. Премиерот посочи дека се она што може да допринесе за добробит на граѓаните, Црна Гора ќе го примени. Апсолутно тоа. Босна очигледно дека има кочења. Босна имаше друг еден аспект и агол кој што беше изнесен нели од нивниот представник тамо. Се посочи дека внатрешните политички премержија дека всушност не дозволуваат да станат полноправна членка, иако Босна и Сараево официјално се за влегување. Па добро, веројатно иницијативата ќе дозволи некакви полабави членства, ако може Европска унија да се моделира. Точно така, да. Сакам да кажам дека таа оди споро, затоа што после таква една констелација на поранешни обременети односи, почна со бенигни комуникации, со помош на државите во случај на незгоди, природни непогоди и така натаму, што е многу важно за координација меѓу државите, и полека се преминува на работи што се од подиректен интерес во бенефит на граѓаните. Туризмот, признавање на дипломите, системот на царина, намалување, отворање на граничните премини за камионите, за транспортерите. Значи, полека се оди на она што е бенефит на граѓаните и очекувам дека во наредниот период навистина ќе биде отворен простор за вработување на граѓаните од овие држави од една. Тука ако ми дозволиш, ајде малку да одиме на политичката димензија, бидејќи таа сепак го адресира, макар и со една, како да кажам, и со едно инсистирање на можеби само еден агол од сето тоа, сепак ја адресира позицијата централна Србија на Балканот. И целата оваа игра во Босна, дали ќе се приклучи на отворен Балкан, малцинската врада во Подгорица, кое што ги знаеме српско-црногорските односи, тие се деликатни, одбивањето на Косово да влезе во тоа е примарно заради улата. Има ли шанса, бидејќи го гледаме и Вучич како се под наводи кажам препелка во оваа нова ситуација со Украина и така натаму, што пат да фати, која страна да ја фати. Пресреќен што не му дојде Лавров у Белград, од друга страна жали што не се остварила средбата. Како ја гледаш ти, бидејќи долги години ги следиш тие процеси? Имаме ние една хипотека дека тоа е повторно ревитализирање на поранешна Југославија, затоа што припаѓавме сите овие републики поранешни на овој простор, но тука и Албанија. Ако размислите добро, може би спротивно. Со приклучувањето на Албанија, евентуално во иднина на Косово, на албанците од Македонија и на албанците од Црна Гора, таа бројка на вклучени албанци во тој простор е значителен, не е занемарлив во тој аспект. Значи, не станува говориме за политичките аспекти, за национализмите и она што не обременувало. Така што голема Србија би била паралелна на некоја голема Албанија. И мислам дека треба да престанеме на тој начин да размислуваме. Ако тие веќе престанале да размислуваат, некако ние како новинари, аналитичари, како да каскаме зад идејата што ја формира. Не дозволуваме да заживее, постојано се навраќаме на хипотеките и очекуваме нешто каде што некој ќе издоминира. Ја еднаш ќе напишав и мислам дека Македонија како една од помалите членки на Отворен Балкан може да има поголем бенефит, се разбира на кој начин гледаме, одошто поголемите партиципиенти. Ми се чини дека добар пример даде Заев на времето кога говореше за идејата во едно интервју за Курир српски, како ги заработил првите милион марки. Тоа е со на приказката за камионите, за пиперките во Горни Милано. Да.
но вие знаете дека земјоделството во Македонија е било нужно врзано за Србија, за Хрватска и за извоз на наши производи таму. И тоа повторно ми се вратило. Значи, на мала земја која што е затворена и со нашата филозофија на некој геоцентризам ништо не е интересирало со она што се случува во Македонија и се отварат и политички, и туристички, и економски овој поголем простор од 12 милиони. Добро, тоа сега не води Љубиша и би продолжил на таа тема околу ова што се случување со Бугарија, па и инцидентот во Битола и така натаму. Љубиша, ако ми дозволиш ова што го кажуваш, може би уште повеќе засилено и заради ова, јас повторувам со денови, со недели, не ја разбирам позицијата на Софија да просто не турка во, ајде да кажем, во српската сфера на интерес, ако сакаме геополитички да разговараме на некакво регионално ниво. Навистина не можам да разбирам што прават во Софија, без разлика на сето тоа расположение на народот, но така да се од една страна да им бидете најромантичниот дел од историјата, од друга страна да направат се за да ве конфронтираат, тоа не се случило, можеби, до нападот на Украина, не знам, на русите, може тоа вака од најдрастично. Како тоа да се објасни, Љубише? За да стигнеме до ова што која е позицијата на Софија? Што е сега? Ја не знам кои се нивните последни. Од вчера кога се договаравме, во меѓувреме падна полупадна бугарската влада, не знаеме ни дали падна и така. Што е целата ситуација? Па очигледно дека колку е силен притисокот на Запад кон Бугарија, на Америка и на Европската Унија, веројатно толку е силен отпорот руското влијание во Бугарија. Кога велам руското влијание, не мислам само на расположението кај граѓаните, што несомнено е важно, мислам дека таму се инфилтрирани или инкорпорирани во политичкото милје на Бугарија. И дека тоа тешко ќе оди и понатаму, но тие многу влијаат врз расположението на граѓаните, кои што досега со ситагмата същи народ биле одредливи симпатични, како да кажем, кај нас создавале чувство на хумор и не биле толку злонамерни. Сега ми се чини дека тоа го подкреваат со ова расположение и со проруското влијание веројатно ние не можеме да се справиме, но од геостратешки аспект ќе треба поголемите играчи да го не успеат ли самите бугари да видат што е рускиот интерес наспроти нивните интереси? Да кажам, национални бугарскиот и едно е рускиот интерес во една реченица да држи отворени конфликти колку што може, тие не се заинтересирани да ескалираат конфликтите. Значи не говориме тука дека сега тенкови и не знам што би. Но руската политика вели доколку е нестабилен Балкан, но тоа на западот троши ресурси, нас ни одговара бидејќи на тој начин вниманието е помало на други места што се случува. Но како тоа Софија не го гледа? Очигледно, Сашо, тоа Софија што него воочува во овој момент е токму од она блиски релации во минатото што ги има Софија со Москва. И на протестите можевме да забележиме интересно нашата репортерска екипа дека во Битола протестите за вчера дека руски медиумски куќи известува за настан. Тоа е стварно занимljivo, мислам. Тоа е интересна конотација која што за земја која што е далеку, како што велат сите, и дека земја која што не може да се вмеша во внатрешните работи на регионот. Таму имаше и бугарски и руски новинарски. Две бугарски новинарски екипи и една руска. Сакам да се надополнам дека за земја која што... Како слетале руска екипа? Тука се Балкан. Интересно тоа прашање што се надеваме дека ќе дознаеме во денове. Сакам да дополнам дека ако сите оние информации што велат дека, односно што се пласираат во медиумите, дека Русија нема овде мешање во земјите од Балканот, не успеа руската пропаганда да стигне до овде, се демантира со ваква некоја информација, со вакво некој видео. Интересно беше која е нивната цел за да дојде да извести од ваков еден локален карактер. Мислам, тие ни за избори не доаѓаат. Ни за избори, ниту па за многу поважни. Еве да речеме отворен Балкан е можеби вест која би можела да биде од некакво регионално значење, ама не беа во Охрид, туку беа во Битола. Од едни сепак релативно мали протести, таму имаше околу 1000-2000 луѓе ако добро проценувам. Така, Сашо, од прилика така беше протестот, започна со некоја помала група. Оние што беа предводници беа нели партијата на левица, нивните активисти. Во моменти нели на одржување на протестот таа група се зголеми.
бројката беше околу... Се приклучија. Да, се приклучија дел од локалното население, меѓутоа дел имаше и од партиските ограници од Скопје, од поголемите градови кои што дојде на протест. Пиша, колку е целата ситуација важна вон контекстот на Facebook? Целата оваа... Сакам да кажам следно, значи ние толку труд вложија Петков и Ковачевски и Османи и Генчовска, без разлика што доаѓаше од таа партија, да се обидат да прво беше да стекне довер. Не да најдат решение. Како да стекнеме доверба за да градиме некој тоа првата за да можеме да си веруваме, така беше и со Грци. И сега сета таа доверба 5+1 па економска размена, не знам што, целата доверба се ке Бугариев е најважно клубот Ванчо Михајлов. Значи преку клубот Ванчо Михајлов имаме или немаме меѓудржавни и меѓународен соработка и доверба. Мислам дека тоа е ступидно и глупаво. Дури мислам дека бугарите уште кога го отворија, се откажа од него и го затворија. Нема што ќе очекуваат од тој клуб повеќе и самиот клуб не знам какви активности може да има, освен како некоја музејска соба кај што некој рече тој таму постои за да се прават такви провокации. За да провоцира. И успеавме да се фатиме на јадицата. Знаете што? Тоа треба да го тој аспект бидејќи јас морам да кажам бидејќи гледам поделбата во јавност, иако морам да кажам дека таа повеќе Facebook поделба како одминува настанот веќе и како излегуваат информации, како да се слегнува. Што е вообичаено овдека радикалите ќе останат. Имаше прво почна со мајтап кон Лами, имаше многу такви. Разни невкусија во херојски сите сме ламби и така натаму. Па имаше не сме сите ламбе. Без разлика со симпатиите кон овој наш сограѓанин и пејач. Како пејач, добро но за чинот е нешто што е непромислено. Знаете дека тоа не е саме на некоја куќа, дека има соседство кај што можело да биде навистина голема трагедија. Па дури и да е осамена, самата трагедија. Но има една иронија и кон овие што сега го подржуваат. Значи тие седеле дома и го искористиле ова жртвено јагне ламбе да ја заврши херојската работа и сега сите се херои, треба све да запалиме, не знам, ламбе херои и така натаму. Мислам дека тоа е типична една малограѓански патриотизам кој што се кријат луѓето дома и се... Добро, ама сега што е право партија типот на левица со ова си ги затврдуваат своите гласачи, мислам тоа е онака баш по дефиниција тоа што им треба. Интересно што беше демократско право граѓаните да протестираат за било кој некој проблеми, дали се во општеството, политики и така натаму. Интересно е што на протестот левица сите обележја кои што беа на протестот беа не наликуваа на левичарски транспаренти, не наликуваа на левичарски пароли. Интересно беше што на неколку пати беше искината, да кажеме, плакатот од председател Стево Пендаровски. Имаше пароли од типот смрт за тој и така натаму. Главната парола им беше стоп за фашизмот. Мислам, ако има негдека фашизам во Македонија, тоа е се проблематично, пошто овдека е карикатура на се па и на фашизмот, што е помалку опасно. Тоа веројатно меѓу оваа групиве таму што беа, баш можете онака да ги дефинирате. Така што тоа што палеле, кинеле и така натаму, но е право демократско. Точно, да. Знаете што е малку, мене ми е нејасно таа иронична ситуација. Значи, клубот не е од вчера. Тоа друштво е регистрирано од поодамна. Тие се битолчани, кои што овие битолчани што сега протестираат, ги знаат. Може би некогаш и се дружеле и протестирале на некои други места. Сите се знаат. И сега ништо не реагирале, не се обиделе да го спречат тоа, вербално или било како. Откако стана некоја фрка, сега искочија сите излегува да протестираат. Добро, Љубиша, ама сега да бидеме искрени, јас и ти долги години сме во оваа работа и овој тип на провокации, јас апсолутно отворено јавно кажувам дека мене ми личи како дел од организацијата, не е сега никој не може да каже истрагата доколку ја направат добро, можеби би можела да покаже такви елементи. Но ја не гледам ништо херојски во тоа да ставите маска во 3 сабели или кога е тоа, на полноќ да отидете, тајно да запалите и да ве нема, ако сте херој треба да кажете ја вчера го запалив клубот Ванчо Михајлов и да се нацртате на плоштадот во Битола. Па да, ама од кога го апсигот и претходни пееше по фестивали и така натаму, не гледам ништо херојско во тоа. Херојство би било настрана што не поддржувам такви херојства, се разбира.
Но Мене ми е сепак жал за Ламбе, не сме зошто да ни е направи жал за Ламбе? Па, Во која не затоа смисла што жал? затоа што подлегнал на некаква внатрешна борба со себе или на нешто што направил нешто Ма што не зошто е. се бавиме ние сега со психолошки портрет на Ламбе? Па Добро, мене ми бе. е жал и за како си кога Апасиев ги се вика на левица. Па и за Апасиев ми е жал зашто подлегнал не зашто. Па ми е жал за Заев, па ми е жал Не, за знаеш, Мичко. Мислам дека Ма сам што ми е кажа дека жал, таму што ми е жал да не биде? действуваат некои структури и организации Па кои сега. што земаат жртви такви како Од излегоа детали, ај сега да не ги може се импровизираме. башки, може да се не знам старо бугарски Оти шеми. Љубиша, има пропусти на државата. Државата мора да знае дека е тоа предмет на можна провокација. Точно. Него и објектот едно друго, тоа самото отварање беше провокација, осудено од Успеавме широко. да се фатиме на првата јадица пуштена од таа страна. До сега кога се направи паралела и со случувањата со Грција, меѓутоа и други некои превирања кои што беа во минатото, во ниеден случај ниту беа запалени грчката амбасада, ниту конзуларни представништва и така натаму. Тама работа, мислам, тоа би било наистина. Зошто се понесе дотичниот Ламбе Алабаковски да го направи тоа е можеби како што напоменате некој дали психолошка Добро, истрагата ќе истрагата покаже, ќе покаже. Што и да е, он направил дело сега. Точно. Тоа е. Меѓутоа во овој момент, да не кажеме што сме на неколку дена од завршување на француското председателство, на моменти кога председател Макрон се обиде да ги седне на маса Димитар Ковачевски, Румен Радев, се случуваат некои вакви работи кои што ни даваат на бугарската страна ветар во грб да ја отстапуваат од некаков Добро, компромис. мислам дека французите Дека може не- да се не- подобро информирани за тоа што се Точно. случува во Битола и од самите. Љубиша, како ти делува оваа можноста Макрон сепак да заокружи некаков процес? Остануваат уште 2 недели, да речеме. Па, изгледа, прво се зачудив кога во бугарските медиуми понудата за Макрон да ги покани Радев и Петков во Париз, беше примена дека сега конечно Макрон уште еднашка ќе им врда шлаканица на македонците и дека ветото ќе го подржи. Изгледа не излезе така, дека Макрон овој пат и покрај првото вето лично и второто вето што можеби го спонзорираше за бугарите да го стават, се преиначил во своите мисли, дали под притисок или не знам од кои побуди од лидерство во ЕУ, е решен да најде некоја солуција и да го одбрзне овој процес на интеграција на Македонија. Ова инсистирање на Вархеј, на Макрон, на САД, на Шолц, сите до јуни се заврши приказната, навистина ме зачудува дури со фактор што бугарска влада е На колена. На колена. Така. Дали тоа значи бидејќи Петков не се откажа, не ја распушти. Значи се обидува да најде малцинска влада, веројатно изради Македонија, но и заради големата сума на пари од 6,5 милиарди што им е ветено од ЕУ. Да, не име ветена, по фондовите треба да се распредели, освен што има процедури кај што може биде и закочена, да. Така, затоа што кога дојде фон дер Лајен со ветувањето дека тие пари се одобрени, муабетот не беше за реформите, беше за Македонија. И беше на некој начин директно условување за Да те попуштање на прашам ветото. директно, Љубиша, бидејќи долго време го следиш тоа, падна владата, излезе ИТН од владата како очајничка мерка, затоа што некои процеси за цената навестуваат некој резултат кој што не и се допаѓа на таа стратегија да се смири односот со Македонија, или е тоа сепак некаков автономен, да кажем, политички потек на... Ја мислам дека е автономен потек, бидејќи но сега играат на националистичката карта, очекуваат да има нови избори, од кои што играјќи на таа карта... Сите изјавија дека не сакат избори, дури и ИТН, читам се затоа што нема да добијат ништо, веројатно. Никој ништо, да. Таму може би само ГЕРБ најмногу сака избори во опозиција. И мислам дека Петков, иако му падна малку рейтингот, дека повторно ќе добие на тие избори, бидејќи сите што игра на националистичка карта, вклучувајќи го и ВМРО, изгуби. Значи, без разлика на општото расположение ке бугарите, играњето на националистичка карта против Македонија не им дава резултати. Очигледно дека во овие времења на војна, на недостиг на енергенси и други продукти е побитен за граѓаните од што вакви националистички ветувања.
Дејан Србиновски, Љубиша Николовски, благодарам за оваа утринска анализа. Мислам, ред беше да се осврнеме. Густо се случуваат. Вчера кога се договаревме, во меѓувреме протести во Битола, се затвори Отворен Балкан, рече си падна бугарската влада. Повторно политиката е чудна сега, ако е Петков повторно со ГЕРБ, може да направи мнозинство. И тоа е во игра. Сакам да додадам уште ова, Сашо, дека Македонија останува дипломатски центар во регионов. За помалку од 10 дена Преспа форумот ќе бидеме повторно домаќини. На него, меѓу другото, исто како и на Open Balkan ќе бидат отворени некои меѓународни. Јас бев минатата година првиот Преспа форум и морам да ви кажем, бидејќи сега да не излезе фагање, јас имам огромно искуство од меѓународни овој вид. Тоа беше перфектно организирано со навистина многу висок, како да кажем, еден списокот на учесници беше репрезентативен дури и вон регионални граници. Не знам дали ќе го повторат тоа годинава, дали се подготвуваат. Само ше една споредба да кажем. Да речеме, Бујар Османи, висока делегација беше во САД. Со највисоките од Стейт департмент луѓе се сретна. 20 дена беше косовскиот премиер таму, со никого не се сретна. Значи, тоа говори за една македонската делегација броеше половина од владата, останаа цела недела, а мислам дека уште не е се раскажано што таму е договорено. Треба да го искористиме. Тоа ќе биде тема. Ќе има наредниве недели, и таму има и други пакети кои се договарени поволни за Македонија, само се чека некои други работи да завршат како иницијативи за да се види што понатаму. Така што ќе се видиме ние повторно. Да оставиме нешто и за до крајот на јуни. Благодарам.